Сите дечиња се радуваат на празничниот период, на новогодишните уграси, новогодишната елка, Дедо Мраз, па и новогодишните представи. Токму по тој повод решивме да ви најавиме новогодишна комедија која што ќе се одржи денеска во културно-информативниот центар и се вика Веселиот Дедо Мраз. Токму на оваа тема мој денешен гостин Роберт Ристов. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро ве најдов. Благодарам на одвоениот простор. Да ги поканам сите ваши гледачи, вечер во 18 часот, овде во салон 19 ќе се одигра, не знам, може би 24-та изведба, некаде така би дошла, на Веселиот Дедо Мраз, новогодишна представа за деца. Комедија, но и со доста поучни моменти. Во представата играат Мирјана Поповска Ристов, Радо Алексовски и јас. Што друго да ви кажам, денеска имаме 4 изведби. Какви се вашите очекувања? Очекувам дека ќе се наполни таа представа. Имавме само еден термин овде закажен од 19 часот, веќе е распродадена од пред, не знам, една недела од прилика. И сега при крај сме со седиштата и за оваа изведба со продажбата на картите. Така што очекувам дека ќе биде полно до вечерва. Очекувам насмеани детски лица, радост. Представата е многу забавна, има многу музика, имаме обработено доста хитови, не знам, од Јазу, од така некои си постари мелодии кои што родителите ќе ги препознаваат, но имаме додадено сега некои си текстови кои што се со новогодишна содржина и самото по себе истото доста смешно и забавно и за родителите. И тие ќе уживаат во хитчињата кои што си ги знаат, а децата исто во некакви новогодишни песни за нив ќе видат тоа. Видите дека има некои поучни моменти. Што ќе научат дечињата од самата представа? Главниот конфликт кој што се случува е една кавга помеѓу братот и сестрата, кој што се на новогодишна вечер, кога го дочекуваат, нели, Дедо Мраз, и се караат затоа што братот е во пубертет и многу јаде и изел се што било подготвено за дочекот на Дедо Мраз, а сестрата тука се буни заради тоа негово однесување, за да на крајот, нели, сватиме дека Дедо Мраз доаѓа кај децата да ги најде среќни, радосни. Тоа се двајца брат и сестра кои што свират, пеат, имаат свој бенд и тоа ги спојува. И така што Дедо Мраз доаѓа во овој дом баш заради таа нивна радост, заради тоа нивно функционирање во тој бенд. Но начекува една атмосфера која што не му се допаѓа многу, за да на крајот сватат дека тие многу си значат еден на друг, дека не можат еден без друг, и поучното е тоа што Дедо Мраз на крајот бара помош и тие да бидат како Дедо Мраз, и тие да подаруваат затоа што е Божик, затоа што е Нова година, а на Божик и Нова година, нели, се подарува, па дали ќе биде тоа моливче, гумичка, дали ќе биде тоа една обична чоколада или можеби цртеж, важно е да подариме нешто, а подарувањето да научиме да не прави среќни. А уште посреќен Дедо Мраз ќе биде доколку подариме на сиромашните, на оние кои што немаат. Ете така ги учиме децата да бидат хумани, да подаруваат и да се радуваат кога подаруваат. При самиот крај сакам да ве прашам нешто околу самите подготовки. Мачно ли е да се подготви на ваква новогодишна комедија за деца? Колку време е потребно? Верувам дека се разбира вреди колку време и да одзема со оглед на тоа дека радуваат на некој начин голем број на дечиња. Има, не знам, ајде сега да не зборувам така, да не грдам некого, но понекогаш на детските представи се гледа како на некако фастфуд продукт, нешто што ќе се спреми за неколку дена и што ќе се прикаже кон децата, но тоа кога ќе се види продуктот се гледа, веднаш се препознава. Имаме друг пристап. Ние сакаме кога ќе не повика фирма да одиграме, кога ќе дојдат родители, кога ќе донесат деца на нашите представи, сакаме и до година да не побараат исто нас. И заради тоа ние месец дена однапред почнавме со подготовки, со снимање на специјални сонгови за представата, со подготовка на сценографија. Имаме елка која што се руши на самата сцена, тука се случува голема катастрофа за секое дете. Дедо Мраз доаѓа, елката се руши. Тоа е монтажна елка која најдовме техника како да се сруши и како да се направи во еден момент. Така што
пристапуваме многу сериозно, како на секоја друга сериозна представа за возрастни. Така и овде се обидуваме да извлечеме комедијата, да биде тоа забавно, да биде тоа интересно за децата и успеваме во тоа. Затоа имаме 40 изvedби во тек на, не знам, на 2 недели. Ето, денеска закажавме и последната, така што во секој момент се јавуваат и не бараат. Водени од искуствата што ги имале другите родители и другите, не знам, дечиња, задоволните деца. Ви благодарам за овој разговор во утро и се надевам дека ќе има голем број на дечиња вечерова и дека се ќе помина во најдобар ред. Така, вечерва од 18 и 19 часот, 19 веќе распродадена, 10:30 денеска распродадена, 13 распродадена, од 18 останува на театарпровокација.мк, може да се купат онлайн билети или на Златен зап, или ете, ако сакаат да резервираат, ако има пензионери, баби, дедовци што не можат да купуваат онлайн, 078399456 се јавуваат, резервираат и вечерва имаме фискална, си вадиме, им даваме фискална на секој купен билет, така што и во тој поглед сме опремени. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Тоа беше се за ова последно вклучување на лице место и јас упатувам еден апел до вас, доколку немате каде денеска да ги однесете вашите дечиња, слободно можете на оваа новогодишна комедија и се разбира ве поздравувам од последното вклучување на лице место за денешната утренска на Телма.